Јас оваа сабота би сакал да започнам, а кога ќе завршим и како ќе сето тоа ќе тече, ќе видиме. Би сакал да започнам со серија на проповеди во врска со троангелската вест, она што е наша вест, вест за последното време, или троангелската порака. Ова сабота било повеќе како вовет. Значи, ќе имаме за цел да ги видиме обележијата, главните обележија на оваа вест. Кое што се наоѓа каде? Видите како е сестрата наша огнена. Откровение 14 глава, од 6 до 12. Па да ги прочитаме овие стихови. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност и на секој племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој што го создал небото и земјата, морето и водните извори. И друг, втор ангел дојде по него, велејки: падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страстното вино на своето блудство. И друг, трет ангел дојде по него, велејки со силен глас: ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, и неки имаат починка ни ден ни ноќе оние кои му се поклонуваат на зверот и на неговиот лик, и кои ја примаат ознаката на неговото име. Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Ова можеме да ја наречеме и една порака, често пати се нарекува и троангелска порака, че се состои од 3 дела, или ако сакате земете и 3 пораки, како и да е. И сега да видиме некој од обележијата. Овде се спомнати 3 ангели, во 6 стих првиот ангел, во 8 стих вториот ангел, во 9 стих третиот ангел. Дали овде станува збор за буквално за ангели, кои што летаат посреде небото? Или дори за време на пауката се спомна дека пораката до Лаодикеја е испратена до ангелот на црквата. Видите, имате еден пример во Откровение 1 глава, Откровение 1 глава, првите стихови. Забележете ја пораката, откровението, како стигнува до Јован, односно како стигнало до нас, еви денеска го имаме, фала на Бога. Многу битна книга. Како, на кој начин? Вели откровение на Исуса Христа, иако е насловено како откровение на Јован, сепак откровението е на Исуса Христа, што Бог му го даде. Бог му го даде, значи откровението на Исуса Христа, за да им покаже на своите слуги што треба да стане скоро. И тој го покажа тоа преку својот ангел, Бог му го дава на Исуса, овој преку својот ангел, испратен при својот слуга Јован. А Јован, во 4 стих, ја носи пораката и откровението до 7 цркви. А црквите понатаму до светот. Што значи, да, може да се вклучени ангели, меѓутоа тие ангели не ја носат пораката, тие ја носат само до нас, до луѓето, до слугите Божии. А тие се тие кои што ја носат пораката до светот. Ја објавуваат пораката до светот. Знаеме и дека зборот ангелос на грчки значи вестник, гласник, оној кој што носи, значи вест. Па дури, значи тука не може да се исклучи и човек. И човек може да биде гласник. Во Матеј, ако отвориме во 11 глава, Матеј 11:10, Јован Крстител е наречен ангел.
Скјавате на тој стих, Матеј 11:10. Вистина вела, меѓу родените од жени не се подигнал поголем од Јован Крстител. Само да видам. Не, тоа е 11 стих, 10 стих. Матеј 11:10. Ово е оној за кого е пишено. Еве го испрќа мојот вестител, овој превод гласи, меѓуто ревидираниот вели ангел. Истото тоа, вестител, гласник, вестник. Пред твоето лице, кој ќе го приготви твојот пат пред тебе. Јован Крстител бил испратен како ангел, како вестник, како гласник, за да го подготви патот за првото Христово доаѓање. А овие три вести, ова троангелска порака, треба да разгласи неговиот народ, за да го подготви патот за второто Христово доаѓање. Налогот што Исус Христос го дава на кого? Не го дава на ангелите, за проповедање на Евангелието. Да прашам, како тоа? Дали можат ангелите да го проповедаат Евангелието, да го однесат Евангелието? Не можат. Зошто не можат? Би можеле? Јас мислам дека не можат. Ангелите не можат да го однесат Евангелието. Евангелието е радостна вест за спасение. Само оној кој што паднал, кој што е искупен, има искуство, тој може да го однесе Евангелието. Вистински да го презентира, да го прикаже. Тоа ангелите не го можат, затоа што тие никош не паднале. Не можат да го сватат, не можат да ја сватат таа благодат Божја, Христова, за да може да му ја пренесат на другиот. Затоа налогот е даден, Исус Христос, налогот во 28 глава Матеј, 28 глава Матеј, значи на крајот, сеќавате налогот, во 19 и 20 стих, гласи: така, одејки, направете ги сите народи мои ученици. На кого им се обраќа овде Исус? Неговите апостоли. Крштевајќи го името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што ви им заповедал, и еве јас сум со вас до сите дни, до свршетокот на светот. Чи одете и проповедајте го Евангелието. Тоа е налогот даден до апостолите, налогот даден до црквата, налогот даден до сите нас денеска. Или имаме примери во Дела 8 глава, ако отвориме, како тоа Филип се сретнал со, ѓаконот Филип се сретнал со етиопјанецот, со оној евнукот. Секавате ли? Да се посетиме 8 глава, 26 и 27 стих, Дела апостолски. И Господов ангел му рече на Филипа: стани и оди кон југ по патот што те се спушта од Иерусалим кон Газа, и тој е пуст. Тој стана и отиде и ете, се сретна со еден маж етиопјанец, евнух. Значи, еве пак таа порака, значи. Ангелот е тука да помогне, меѓутоа гласникот е Филип, тој носи пораката, тој се среќава со етиопјанецот. Или еве во Дела 10 глава, како тоа Корнелиј го наоѓа Петар. Да се подсетиме 10 глава, Дела апостолски од 3 до 6. Околу 9 час на денот виде јасно во видение Божи ангел, како доаѓа при него и му рече: Корнелиј, оди таму и таму, ќе го сретнеш Петар. И потоа знаеме што се случува и како се обраќа Корнелиј. Значи не е буквално ангел, иако небото е вклучено, имаме помош од небото, сепак вестници и гласници сме сите ние, пораката треба сите ние да ја носиме. Забележуваме во пораките дека ангелите летаат, ангелот лета. Во 6 стих вели: видов друг ангел како лета по небото, среде небото. Што значи ова? Дека пораката е небесна. Испратена од небото, испратена од Господа. Тоа е божествена порака, посебно важна и битна за ово последно време во кое што живееме. Сеќавате ли во првата книга Самуилова, да отвориме таму на кратко, прва книга Самуилова,
28 глава, кога на Саула му затребало совет од Самуил, а Самуил веќе починал. И отишел ни едно, ни две кај вештерката од Ендор. И му излегол Самуил. Ама од кај му излегол? Сеќавате ли? Значи, 28 глава, 13 стих. А царот, се извинувам, прва книга Самуилова, а царот ја одговори, не бој се, туку што гледаш? А жената му одговори на Саула, гледам нешто божествено, што се дига од земјата. Од доздола, од земјата. Ако доаѓа од доздола, Библијата е полна со вакви примери, доаѓа од другиот. Ако доаѓа од небото, тоа е небесна порака. Од Господа. Еве, во Јаков 3.15. Послание Јаково 3.15 отворете. За мудроста која што слегува од озгора, вели, па потоа за онаа од оздола. 3.15 Јаков. Тоа не е мудрост која слегува од озгора, значи за таа што е од оздола земна, туку е земна, душевна, демонска. Таа што доаѓа од оздола е таква. Она што е од озгора, исто Јаков вели на едно друго место, секој добар дар, секој совршен дар доаѓа од озгора, од небото, од Господа. Значи фактот дека ангелот лета посреде небото, се симиња од небото, да кажеме, означува дека тоа е небесна порака, божествена порака. Друга работа што се забележува, еве во кој стих? 7 стих. Зборуваше со силен глас. Деветиот стих, повторно, велејки со силен глас, во другиот превод, висок глас. Знаете кој збор грчки овде е употребен за висок глас или силен глас? Да го прашувам јане. Мегафон. Од таму, мислам, доаѓа, нели, баш збор, не е тој, меѓутоа, доаѓа од таму нашиот збор мегафон. Знаете што е мегафон? Кај се користи мегафонот? Имате протести, имате огромен плоштад, како се викаше овој плоштадот во Истанбул, и актуелни протести што беа Таксим, да. Или еве во Египет сега. За да ве слушне голема маса на луѓе, за да слушне што е можно повеќе, се користи мегафон. Како се објавува оваа вест? Громогласно, со висок, со силен глас. Тоа е вест од која што зависи животот, односно, да, животот буквално на луѓето на планетава Земја. Или живот или смрт, е упрашање. А не ние ќе се криеме, како што вели брат Јани, преку граѓански издруженија. И гласот ќе биде ни сличен на таков преку мегафон. Шепотење. Тоа значи дека таа вест се изнесува без оглед на последиците, без оглед на тоа дали е политички коректна или не е. Дали некому му одговара или не му одговара. Па јас сум запрепастен како светските луѓе многу поотворено зборуваат од нас за многу работи. Денови на Фейсбук таму некој беше објавил во Словенички вестник карикатура по повод влегувањето на Хрватска во Европската Унија. Знаете каква беше карикатура? Хрватска влегува во хотел, а пред хотелот ја пречекува блудница, онака малку полуразголена со крст. А на излогот од хотелот се гледаше на една страна Грција пишува, со статуа грчка некоја, минус 99%. Сака да каже колапс, тотален грчки. А од друга страна Словенија, не знам што имаше тамо као некој символ на Словенија, минус 50%. Па сега повелете и Хрватска, и Македонија некој ден. Ќе ве одерат блудницата, ќе ве одере. Што може да ви направи? И пазите, тоа е словенички вестник, новини. Вестници светски. А ние сме тие кои што молчиме. По последно време, се послабо и послабо се слуша нашиот глас.
Кој е Вавилон? Добро, вред, нормално. Една од карактеристиките обележата е дека треба поред да се проповедаат овие пораки. Значи не да се измешаат да се измеша редот, и тоа ќе го спомнеме. Меѓутоа со силен глас, мегафон. Друго се забележува дека ангелите летаат. Што означува, што покажува изразот летаат? Брзина на носење на оваа вест. За жал, тука сме ние, знаете како на рекламата, како беше? Баравте зајак, добивте желка. Имаше така нешто, во врска со интернетот. АЕК, не, како се викаше онаа? АЕК, мислам, дека беше. За електронски комуникации. Имаше реклама. Баравте зајак, добивте желка. И ние, место зајак, ние како желка се поднесуваме, како полжав. До сега требаше да го обрнеме светот, ама ете, Лаодикеја е тоа, како што и зборувавме. Оваа вест треба се проповеда громогласно низ цел свет. Зато што е последна вест, ќе видиме, дека тоа е последната вест од која што ќе зависи, повторно ќе кажам, животот или смрт. Живот или смрт. Во зависност од тоа дали ќе се прифати или не. Знаете како летаат ангелите? Која брзина? А да отвориме во Езекијел 1 глава. Езекијел 1 глава, да видите колку се брзи ангелите. И колку ние ќе бидеме брзи еден ден таму на новата земја. Нема тогаш на автобуска у Штип, па автобусот задоцнил од Струмица, па не знам, па да стигне, па на воз, па да не зборувам, 3 сати некојаш ќе треба да стигнеш од Штип до Скопје. Но тогаш ќе речеш, одам во Андромеда. Езекијел, 1 глава. Овде се спомнат оние животни, тоа се ангелите, чисто за да се подсетиме, 9 стих, крилете им се допираа едно со друго, стана збор за ангелите. Само затоа го спомнам 9 стих. 13 и 14 стих, значи од Езекијел 1 глава. А среде тие суштества се гледаше нешто како некакви вжарени јаглења, како гламни што гореа, што се движеа меѓу нив, огнот светкаше и молни блескаа. Суштествата, овие животни, суштества, трчаа и пак се враќаа како? Како молња, како секавица. Со брзина на светлината. Неверојатно. Па ако ја носиме светлината, треба се, и ако одиме со светлината, ние логично е да се движиме со брзина на светлината. Што за жал не е случај. Или, еве, да отвориме во Данијел, книгата на пророк Данијел. Сеќавате за колку време Гавриел му се појавил на Данијел доека он се молел, нели? Почна да се моли, тамо неколку 10 на 15 стика се моли. И, еве, да отвориме во 9 глава, од 21 до 23. Данијел, книга на пророк Данијел, 9 глава, 27 до 23. Така, доека јас уште зборував, молејки се, оној човек, интересно сега што за ангелот се вели овде човек, Гавриел, кој го видов во почетокот на привидот, долета со брзо летање, ме допре во времето на вечерниот принос и ме поучи. Даниеле, еве ме дојдов да те поучам. И вели 23 стих, од почетокот на твојата молитва излезе слово. И јас дојдов да ти го навестам. Даниел почнал да се моли, на почетокот на твојата молитва излезе слово од Господа. Даниел завршил да се моли, Гаврил е тука пред него, дојдов да ти објаснам, да ти кажам зашто станува збор всушност во видението. Еве со која брзина. Замислите какво охрабрување ова, да го имате в предвид само ова, кога факте, запишено имаме такви охрабрувања дека кога ви треба помош, Господ ако треба ќе прати илјадници ангели, и кога ќе имате предвид дека тие доаѓаат веднаш,
Веднаш се тука, присутни. Нема да задоснат. Ти се движат со брзина на светлината. Да. Друга работа што се забележува кај ова троангелска порака, односно овие три пораки, да ги кажем. Што веле стихот 6? И видов друг ангел како лета посред небото, имајќи вечно евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата. На кој? На некој поедини или? На секоја народност, на секој племе и јазик и на секој народ. Значи оваа порака треба да стигне до секој агол, до секој островче, до секоја жива душа на оваа планета. Да, точно е, стига преку сателити, преку интернет сега стига. Не гледаат и во Америка, може би не знам каде, ако се будни во Америка. Во Австралија не знам како му доаѓа. Како и да е, да, и така се шири. Меѓутоа, ако не тргнеме, нема да се расшири. Има луѓе кои што немаат ни интернет, ни ништо, односно се вон цивилизација. Било каква цивилизација. Значи, факт е дека треба да се проповеда до секој колено. Не, ќе речат, пред 20 години било во ред да се проповеда троангелската вест, ама сега после 20 години, кога сме 20 години поблизо до Христа, а ова порака е за последното време, сега не бива македонскиот народ, знаете каков е, па, знаете, полека. Треба со млекци, тоа млекци кој што е разредено со 50% вода и со некој афлатоксинче така во млекото. Не! Ова треба да тргне и да стигне ова порака до секоја нација, до секој народ. Тука е вклучен и македонскиот. А знаете ли зошто треба да се проповеда до целиот свет? Зато што целиот свет го држи Вавилон, го контролира блудницата. Еве ли овде велиме дека треба да се проповеда до секој народ, секој племе, на секој јазик. А да отвориме во 17-та, односно 16-та глава Откровение. Се извинувам, не во 16, 17 глава. Откровение 17 глава. Први стих: и дојде еден од 7 ангели, кој ги има 7 чаши, проговори со мене и рече: дојде да ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води. Што значи седи? Царува, владее на многу води. Што се водите? 15 стих, да видиме само изразот каков е, многу сличен на оној во 6 глава Откровение 14. Значи, Откровение 14.6. 15 стих. И ме рече: водите што ги виде каде што седи блудницата, тоа се луѓето, множествата, народите, јазиците. Аха. Ова блудница седи, владее, има царство. Цел свет го има. Епа затоа оваа вест, троангелска вест, треба да стигне и да ја слушне секој уво, за да секој може да излезе од Вавилон, да се отргне од блудницата, за да не заврши во пламенот на огнот, како што вели третата ангелска вест. И не само тоа, ѓаволот си има и свој фалсификат троангелска вест. Во 16 глава Откровение, тоа се стиховите што претходно ги претрчев, да кажем. 16 глава Откровение, да читаме од 13 стих. Што гледа овде Јован? И видов како од устата на змеот, од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегуваат 3 нечисти духа како жаби. Од каде излегуваат? Од уста. Што се нечисти духови? Демони или паднати ангели. Од 3 усти, 3 нечисти духови, 3 ангели, троангелска порака, ама ова е на ѓаволот. За која цел? Именно тоа се демонски духови кои прават чуда и одат при царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во великиот ден на Бога Семокинјот. Ѓаволот си проповеда своја порака, за да си ги собере
кон себе. Затоа ние треба да проповедаме троангелската порака, небесната порака, Божјата порака, за да го извлечеме народот од тамо, за да не загине за сета вечност. Друга работа што се забележува во 14 глава Откровение кај овие три пораки е тоа што претходно малку го спомнав. Треба да се изнесуваат по ред. Имаат ред овие пораки. Ако забележувате, први гледаме во 6 стих дека излегува еден ангел. Потоа во 8 стих што вели? И друг ангел дојде по него. Следи, по него. 9 стих и друг, трет ангел дојде по него. По кого? По вториот. Првиот, по вториот, по третиот. Ако се измеша редот, тогаш нема да се постигне успех, односно на оние на кои што ќе им зборуваш излези од Вавилон, а не знаат ни што е Вавилон, ништо не знаат, ни Евангелие знаат, нема, само ќе грчат рамења, нема да им биде јасна пораката. Затоа први се објавува првата ангелска вест. А знаете ли зашто Вавилон падна? Втората вест што вели? Вавилон, големиот, падна. Зошто Вавилон падна? Затоа што не ја прими првата вест, првата порака. Затоа падна Вавилон. Затоа први треба да се објави првата вест, првата порака, Евангелието и се што е тука вклучено, 6 и 7 стих, за да потоа се проповеда, односно и самите луѓе ќе сватат кое е лажното Евангелие кое што го проповеда Вавилон. И замислите си, ќе се сетам на оној ден кога отидовме во тој шатор на евангелистите и останавме малку подосно со Саше, дури почна и тоа концертот, ама ние излезени надвор од шаторот, иако беше доста гласна музиката. И разговараме со пасторот на Евангелска црква во Штип. Млад човек, 3-4 години, нека да кажа. И Саша онака полн, сега со нова енергија, посебно ја проучава темата за светињата, за светилиштето, и полн сега со тоа ново знаење и го бомбардира. Па службата во светињата, па жртвите полопони, овој го слуша, мирно го слуша. Јас тука ќе додадам нешто, па судот, па живееме во време на судот, па и овој слуша. И на крајот. Абе, знаеш што, Саше? Абе, мене тоа не ме интересира, вика. Мене ми е битна Божјата љубов, вика. И шо понатака? Божјата љубов ме интересира. Па Божем во светињата не се гледа Божјата љубов, не се гледа Христос. И тоа е вест која што е отфрлена од Вавилон. Веста дека судот дошол, почнал, е отфрлена, затоа и така реагираат. Тие се во Вавилон, тие не му служат на Бога. Па други ги залажуваа луѓето. Тоа е за мене сепак не во ред. Тие што дошле после проповедта, па имаше уште некоја песна, не знам, имаше некоје сведоштво. Тие што дошле по прв пат оваа вечер, меѓу кои бевме и ние, меѓутоа јас не отидов да се глупирам, да кажам, заради тоа, да дојдат тамо крај излезот, ќе добијат поклон. И вака спакуван или во оние кесички што се специјални за поклон. И знаете што добија луѓето? Добија по некоја брошурка нивна, паста за заби, четка за заби, сапунче, така хигиенски средства. Добро, во ред. Тоа е нивни метод, начин некој. Како и да е, значи тие се во Вавилон и вие им злегувате со веста за судот, за Јом Кипур. Не, па тоа, мене не ме интересира, мене ми е битна Божјата љубов. Вели. Значи, Вавилон падна затоа што не ја прими првата порака, првата веста. Што вели првата вест? Имајки вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, на секој племе, јазик и народ, изборуваше со силен глас: бојте се од Бога. Вавилон ја отфрли првата порака, затоа што нема страф од Бога. И стварно, кога ќе ги видите тие нивни богослуженија, ќе сватите дека немаат никаков страф, немаат никаков стравопочит, поточно, кон Бога.
Подате му слава. Кому? На Господа. Тие не му даваат нему слава. Зашто дојде часот на неговиот суд. За нив суд не постои. Не започнал. Тоа е за нив страна тема. Небитна тема. И што вели понатаму пораката? И поклонете му се на оној, на кој на Создателот. Служете му на Создателот. Не му служат тие на Творецот, на Создателот. Како прво, неделата е ден кога тие му служат на Господа, а всушност не му служат на Господа. Му служат на друг Творец, на оној кој што ја создал, ја направил света неделата. Затоа Вавилон паднал. Значи, и затоа треба да се забележи редот на проповедање на овие вести, на овие пораки. Тие го немаат Евангелието, вечното Евангелие. Кога отфрлаат суд, кога отфрлаат оваа порака за ова последно време, не му се клањаат на Творецот, не му одаваат слава на Господа. Тоа што очекувате од Евангелие? Тоа не е Евангелие. Тоа е замајување само. Тоа е, така наречено, обично го викат и социјално Евангелие. Има еден кој што ќе ви реши сите проблеми, ако плачете, ако имате... Сите тие пораки си имаат своje место, ама која е пораката за ова последно време? Која што е најбитна? Следна работа што се забележува е. Ова е последната порака до светот. Се гледа тоа, од самите стихови. Што следи после 12-13 стих таму? На крајот, после објавата на третата ангелска вест, што следи 14 стих? И видов, ете, бел облак, на облакот седеше еден сличен на човечкиот син. Што е ова? Бел облак седеше и доаѓа на кај земјата, жетва се спрема, Исус доаѓа. А тој е крајот. После овие три пораки нема друга порака до светот. Тоа се последните пораки на опомена кои што треба да им се упатат на луѓето. Друга работа, овие пораки ќе бидат засилени со излевање на позниот дожд. И тоа се гледа од овој 14 и 15 стих. Еве што вели. Ќе да ги прочитаме. И видов, ете, бел облак. На облакот седеше еден сличен на човечкиот син со златна круна на главата и со остар срп во раката. И еден друг ангел излезе од храмот и му извика со силен глас на оној кој седеше на облакот. И спрати го својот срп и жни, зашто дојде твојот час за жнење, зашто е зрела жетвата на земјата. Како узрела жетвата на земјата? Сетете се, претходно зборувавме една сабота за решетањето. Што помага да узрее? Да роди плод, тоа жито и да узрее. Па токму позниот дожд, Светиот Дух, нормално, изливањето на раниот дожд обично паѓа за да културата, односно семето, почне да рти, да никнува и така натаму. Меѓутоа, позниот дожд е неопходен за да роди плод, за да стане зрела значи тоа жито за жетва. Да биде спремно за жетва. Што значи дека со излевање на Духот Свети во обилна мерка, громогласно, со сета сила, ќе се проповеда оваа троангелска вест. Веројатно и не се проповеда, затоа што токму тоа недостасува. Токму Светиот Дух. И токму овие пораки, значи, всушност, ќе го созреат светот, ќе го поларизираат, ќе го поделат на две групи. Едните ќе го созреат житото, односно пораките ќе го созреат и житото, ама и, ако читаме подолу, и грозјето, кој што ќе биде газено во кацата на Божиот гнев. Еве таа поларизација, целосна, комплетна на крајот, ќе се знае кој е кој. Тоа го прават троангелските вести, троангелската порака го прави тоа. Сега, ние, ако ни е мило овој живот и не сакаме да дојде крајот, тоа ќе избегаваме да ја проповедаме оваа вест. Ќе си проповедаме социјално евангелие. Што не е ни евангелие. Друга работа што се гледа овде е кој кому ќе му служи, кој кому ќе му се поклони, тоа е. И овие три ангелски вести, пораки се пратени токму
за тоа да го објават Створецот и да му се поклониме на оној кој што е создал небото и земјата и изворите морски, водени. Ако не, тогаш, од друга страна, ќе му се поклоните на зверот. Чи кому ќе му служиш? Е прашањето. Друга работа исто што се заблежува дека овие пораки се поврзани со најсветото место во Божиот храм, со светињата на светињите. Како, на кој начин? Па првата ангелска вест вели, бојте се од Бога. Обично и често пати во Библијата овој израз, бојте се од Бога, непосредно е поврзан со 10 заповеди. Најдобар пример е за тоа проповедник. Отворете проповедник последната глава, 12 глава проповедник. Што велат последните стихови? 13-14. Да го чуеме завршниот збор за се. Бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот, зашто сите скрини дела, било добри или зли, Бог ги изведе на суд. Повторно имаме суд, заповеди, бој се од Бога. Ова е поврзано. Потоа спомната е саботата овде. Поклоните му се на Творецот, на оној кој што ги создаде земјата, морето и водните извори. Ова е преписот 2 Мојсеја 20 глава. Значи станува збор за 10 заповеди. Саботата кај се наоѓала? Кај се наоѓа, мислам? Како четврта заповед во Декалогот. Кај се наоѓал Декалогот? Двете камени плочи. Во ковчегот, во светињата на светињите. Што значи дојде судот, почна судот? Кај се одвива судот? Во светињата на светињите се одвива. Сите овие работи алудираат на тоа и покажуваат дека овие пораки се токму за ова наше време, кога живееме во времето на Јом Кипур и кога службата на нашиот првосвещеник е префрлена во светињата на светињите. Ние живееме во тоа време, пораките се за тоа време, токму. И само на крајот би заклучил дека од сето ова кажано, можеме да заклучиме дека ова се многу важни пораки. Од ова зависи нашата вечна судбина. Од нивното прифаќање, но и од проповедањето. Ако јас ги прифатам овие пораки, тогаш мене ќе биде жал за другиот што се наоѓа во Вавилон. Ќе сакам да го извлечам со проповедање на вечното Евангелие, со издигнувањето на Творецот, со пораката дека судот е започнат, со пораката веста за светињата, значењето на светињата. И сите овие вести, ние имаме една прекрасна вест, дадена од Господа. Не смееме да заборавиме, туку треба напред, со Божја сила, Божја помош, засилени од ангелите, како што видовме, засилени од Духот Свети, со вера, громогласно, преку мегафон, да ја проповедаме. Нека Господ ни даде сила, нека Господ ни даде искуства, да навистина ја проповедаме оваа вест, која што е токму за ова последно време. Слава на Бога, нека му е. Амин.